Шосторе огно, мислиш Коледе дој? Уствари за Коледе му забранват на народо, немој да палите огно, а ти го и му текни шак магбат. Ако ви велев јас ојме нана за тој работата, пред 30 години бевме 30 години понапред од што сме сега вие, не, кој? Ете ти кој се вративме во праисторијата. Откривањето на огно. Видео дека го ќе очкртниш кибрито се крева галама. Видео и да ти зашо ќе правиме се кибритова. То што луѓе страдат, работи се губат, луѓе се трујат, отрови дишат. Тоа нема врска. Ама мампа. Како рековме претходната епизода. Што ќе се прават гасни комори негде по светот, кај нас ние ќе ги направиме, не е проблем. Лабораториски глупци. Ами кога веќе ти се пали огно, бе бате, купи си пиперки, запали огно, направи си ајварче. Поарно подели ајвар на народот. Отколку болести му даваш трауми да му правиш. Уште не сме опоравени од кочани. Ти е едно-две кибритова. Дај мислете малце да му се не види. Си купиш пиперчиња, распалиш огно, бате, направиш ајварче за мера. Виш како ќе те цени народот. Јас прв ќе те цени. Како ми се пријаде сега дека го спомнав, да греби однатре стомак. Зато дај да маниме шпицата, па си поправиме малце муавет на тата емоти. Ова џабе ја зборам. Сум јас ќе зборам, не е проблем. Ама на крај на денот ќе ми речат, знаеш шо? Кој те праша? Така, така. Ај сега шпица па си правиме муавет. Пуште. Море, море ајварче, ти си бисер балкански, расплоти пирин егејски, сите да јадат ајвари. Што мислевте за ајваро без песна ќе помините? Шанса нема. Ајваро ти е бебате носталгија. Значи нема човек на Балканот што ќе мирисни негде кај што се прави ајвар, пошто мирисо надалеку, кога ќе клаќте пиперките, кога ќе запе. Нема човек на Балканот што не го враќа мирисо во детството одма вака, так секундарно. Добро, да душа има некои луѓе што неќат да се вратат во детство. Ама сепак чувството е за мера. А уште по замера ќе вкусот кога ќе го направиш тоа све. Збора ми се подголтнува лигимите. Свежо ајварче, жешко, со леп жежо и сирење. Па не знам дали има поуба комбинација во свет. Се нормално е што се од големото до утро, што мислат дека кавијар е врвот на јадењата. Нема да се согласат со. Ама знаеш како? Кој ги праша? Така, ние си правиме реално муабет овде кој што е. Немам ништо против јас, нити против кавијарот, нити против други јадења. За добра свиња нема лоша помис. Ама ајвар, оси ај. Особено кога ќе го направи некој кај нас во Македонија, особено со мерак кога ќе ја направи. Пошто и од ајвар до ајвар има разлика. Еве лето имав прилика да се запознам со многу луѓе од диаспората во Македонија. И сите се навратија на видеата и ми велеа, ама знаеш кај нас велеше ова нема она, ама се има кај нас, има и ајвар, има и ракија, има, знам. Денес во светот се има сегде. Ама ајварот што ќе купиш во маркет, ти подразно не може да биде ни одблиску ист како ајварот што ќе го направиш дом. Оти ќе речиш, оти за продажба на големо треба да пазиш на зајре, а за да е вкусно сака зајре фрлање. Не да ги броиме калориите или не знам што да броиме таму, ова ќе клајме, она ќе клајме. Еве бате, клаваш, го пробваш на лице место и ги направиш по твој вкус. Не постои нити маркет, нити ланец за прехрана во светот што ќе го направи поубаво тоа што ќе се го направиш ти. А пошто нели се менват работите, луѓето се помалце сакат да прават, сите сакат на готово да му е даено, ва. Така и се помалце луѓе прат се поќе купуват луѓе. А нормално има и на луѓе што и тој му се бендис. Вкусо е брат. Исто како што има луѓе што му се бендисват многу овие сендвичињата тоцкајте што ги прават во големи прехранбени ланци што ги немаме во Македонија. Кизе што клават во тие мес, се е само месо не. Има милиони фан. Ќе оди Дурне купи таков сендвич, нема сендвич јаден. Дурне дојди кај нас да проба некоја плескавица како што треба. Сега речиш и кај нас не знаеме што клават. И тоа е точно. Што кај нас обично и газдата е внатре за чанко и тој мора да јаде од тоа месо така што сакал неќе. Колку толку мора клај нешто што се јаде. А од тие големите синџири прехранбени, газдите се вате некаде канцеларија или дома, тие не одат таму да работат. Тој ќе вработи некој избеган од некаде, да поти внатре нека врти компирчиња и тој што работи појма нема шо има, пошто готово се му носат сплескано. Тоа бате, бизнис. И сите што сме љубители на месо, барем поеднаш се имаме зафркнато негде во светот, ај ќе јадам. И прво кој ти дојсат тоцкото сендвичето, ќе речи шо е ова, ма? Дали ова е јаде? Кај нас кој ти дојсат може не знаеш шо е плескавицата, барем кој ќе виш ке се најадиш бе брат. Тоцко ја, тоцко. Не баре охрици ојден. Тоцко натре плескавиче, ливче. А ќе видиш наслика и речиш, море овај две плескавици има внатре, ки знаеш шо има тоцко ја. Гарант
константно некој хриљанец е газданата компанија. Ја ги изричиш може и мало, баре вкусно. Врска нема. Чимкаш кавало, стои не стопем натре, врска нема ништо. И затоа со ајваро многу не може да љуб. Мислам, фала Богу, има различни вкусови. Од куќа до куќа ајваро е различен. Негде е пољут, негде е поблак, негде посолен, понесолен, ама тука. Некој ќе му клај тиквички внатре, некој ќе му клај друго, трето, петто, некој ќе препражи, ама вкусот е убав. И ние стално пример кои ни дојдат луѓе од странство, покрај другото јадење ќе му клајме во некој пајнче мало жен и ќе види, не знаеш што ќе праш. Ќе го проба и после тоа ти вели дај ми, молим те, сакам дома да однес. Тоа е моќта на ајваро. Баш кај што ајваро е модерно јадење веќе. Оти ќе рече, оти е органско. Оти денешно време мора се органско, да ако пиши органско, готово. Тоа што е генетски модифицирано се денешно време, тоа нема врска. Битно таму органско ти. И би рекол дека на веганите му омилено јадење, ама и не му е баш. Оти ќе рече, оти зошто да биде едноставно да бидиш веган, ко може да биде сложено, така? Сега бил вегански ајваро, ама многу пати бил препрашван, не бил здрав. Ја мајка, оти таа пченка да што купуваш, не баре зрно по зрно со пинцета бере на перфектни зрната внатре. Кузне од што е правена, многу е здрава. А колку е здрава, тоа е чудо некој. А во меѓувреме пробај да изваиш едно зрно од кочано вака. Извај 10 видиме колку прави ќе ги изваиш како таму што се направи. Ама добро, ајде. Да не види сега дека јас нешто тука шпекулирам. И сега ќе речи, ми имат прашвано луѓе, што имаш толку против веганите? Море, немам. Оти е тебе мерак да не еш ништо од животинско потекло, не јади бе. Мене ако ми беше мерак, никој не прашвав. Ми е гајле кој збораш озбор. Само ми е јако пошто 90% од нив го прат од мода нешто. Не јадат оти тие неќиат или оти сакат да спасат светот како некој што тврдат дека сака. Не, туку имат видено дека е популарно и сега популарно е да речам јас сум веган или што знам јас, ќе глумим. За пример како веган нема дој на пазар да купи нешто природно што е стварно природно, туку ќе оди во маркет и ќе земи некоја зелка и сецкана, надробена во фолија, завиткана, демек таа е здрава, органско ќе пиши на неа и готово. Сега сме веган. Нема греши. Тоа ќе биде многу здраво. Завитканото зелчето таму 200 години стои во тој маркетот, ама ајваро не бил здрав. Е добро, на крајот на денот. Кој те праша? Не мораш да ни јадиш од ајваро, ние ќе си го јадиме. Единствено нешто што би ме заприло да јадам ајвар на одредено време е нормално килажа. Од ајваро дали дебел или не е толку страшно, ама лебојте што ќе ги изеш со него и количината на сирење што ќе изеш со него, дебели сигурно. А пошто многу немаме време последно за вежбање и се помалце ќе имаме зимава, а бога ми и наредните години. Барем човек да припазва на јадењето ако ништо друго. Дека ќе се здебелам, ќе се здебелам, баре да не претерам. Иначе си вежбав редовно, си бев во форма кој што си бев. Да знаев дека од кога ќе се здебелам, ќе имам простор да ослабам после да водам некој режим. Пич не му се замара. Ќе стега ајвар како скина. Дури брат ми има речено. Добро е, не ти е досаден тој ајвар. Оти дур бевме студенти, мајка ми правеше по 5-60 тегли година. И студентарија ако студентарија што ќе еш денес 3 пати ден. Лепи ајвар. Ако немаш ајвар, тоа е. Остана гладен. Додуше правеше мајка ми сладки многу, од сливи, од јагоди, од кајси, шо преш како сјарен мис. Од шо ќе најдеш ово ше сладко прави. Море кетчапи, море домати, море чуда. Последно време нити таа прави, нити па ние јајме кој што јадевме, ама добро. Некоја тегла бериќа. Мерако мора да се направи. А пусти мерак и пуста студентарија нема рецепт што го немам пробано со ајвар. Лепче со ајварче стандард. Шпагети со ајвар. Еднаш пред жена ми тури ајвар во шпагетите ќе исповратеше, вика ти де си нормален. А едноставно мора да се вратам во студентските денови малце, да се потсетам на борбата. А и немаше кетчап дома, ме мрзеше дом да купувам, шо е следно на листата, ајварчева. Сла, следно на листата, шо исто така може и со шпагети, а се измеше туна со ајвар. После тоа имаш ајвар со колбавчиња, мефце, било какво. Имаш ајвар со јајца запржено. Имаш ајварче со пире мешавина. А имаш кај сакаш ајварчева. Кога се сака се може или кога се нема. И зато за овие од големото до утро, ајваро е јадење за ниска класа на луѓе, деме сиромаштија ајвар. За мене пошто аз класи не гледам, ајваро е комплетно исто што и сите други јадења и малце пој. Пошто во цел твој живот единственото константно нешто што се случвало секоја есен бил ајвар. И зато мирисот го етеманите враќа. На улица ко сте играле со лепчето, со ајвар со сиренце вака надробено од озгора кај што трчаш кај што јадиш. Или уште појако крајшник сечен, крајот од лебо изваено средината, нашлакано ајвар внатре и сирење, а и саламче ако има убајна. И стегаш бате сендвич, ти каснуваш што претеква ајвар. Спомени убајна. Ќе те потсети на студентските дена. По студентските домови, кај што му пуштаа парно ги редеа
излеа по џамоите вака надвор за ладно да му би. Нас кај што не ни пуштеа сегде ги остававме кај што ги најдевме место, пошто камен беше. Ќе те потсети на фамилијата собрана цела, роднини, комши, ово она мешат таму, еден лупи, еден меша, еден гмечиш, све прат. Значи милион спомени ги ти дојси. Што спомени ги ти дојси кавијар. Негде кај што имате седено намќор, сите деме котмени сме ние тука нешто културни со лајчето вака. Ќе тепаме нели интелектуални муабети. Интелектуални море јадине ломоти. Кажувате тука приказни да има кавијар сега и него со ајвар ќе го измеши. И ќе ви го јадев пред вас вака да ве боли душа. Кој што мене ме боли душата што завршва епизода. Тоа е дечки, времето си бега, огноите си горат, луѓата не стега, ама што се мора, се мора. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.